Почитувани, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве води и чува од секое зло. Што знаеме за личноста на Исус Христос? Исус во историјата на човештвото во целост се откри како Бог со сите титули што се набројани во самата тема што ќе ја слушнете. Ако ова што е кажано во оваа тема го слушнеш и послушаш убаво, ќе имаш целосна представа за Исус. Нема да сакаш никогаш да се поклонуваш на предмети направени од човечка рака. Кај мнозина духовноста воопшто не функционира и не е присутна. Барем малку нека проработи разумот, за да се согледа вистинската реална слика за Исус, кој е Тој. Дали знаете дека во Библијата има околу 200 имиња и титули дадени за Христос? Следниве што ќе ги спомнам се некои од најпознатите кои се организирани во 3 дела, според одразот на имињата на природата на Христос, неговата позиција во Светото Тројство и неговото дело на земјата за нас. Исус Христос. Тој е главен камен темелник или буквално крајаголен камен на црквата. Тоа Павле го пишува во Ефесјаните 2 глава 20 стих. Исус е камен темелник на зградата на црквата. Тој ги соединува сите народи од целиот свет, мажи и жени, вистински верници наречени светии, од сите возрасти и места во една структура изградена преку вера во него, која ја споделуваат сите. Ако тој не е темел на црквата, таа црква и да се нарекува црква, не е црква, бидејќи тој е главниот камен на кого црквата се потпира. Без Исус не постои црква. Исус е првороден на секое создание што го создал. Тоа Павле го вели во Колосјаните 1 глава 15 стих. Тој не е создаден или првото нешто што го создал Бог, а потоа сите ангели, луѓе и така натаму. Бидејќи стихот во Колосјаните 1:16 вели дека сите нешта се создадени преку Исус и за Исус. Наместо тоа, значењето е дека Христос го зазема достоинството и моќта на сите творби, дека тој го одржува највисокиот ранг во Вселената. Тој е возвишен во однос на сите други. Тој е почеток на секоја творба. Како трето, тој е глава на црквата. Првото беше тој е крајаголен камен, а сега тој е глава на црквата. Тоа Павле го пишува во Ефесјаните 1 глава 22 стих. Исус Христос, а не цар, папа, е единствениот врховен суверен владетел на црквата. Не е и пасторот, бидејќи земните пастири се спасени според Божјата милост и Бог им дал служба за да го пасат Божјото стадо со доверба. И тие ќе одговараат пред Бог доколку не го пасат како што треба, односно не ги учат според Библијата. Но важно е да се свати дека само Исус Христос е врховниот надпастир на пастирите и на црквата. Исус е светител. Тоа е запишано во Дела на апостолите 3 глава 14 стих. Христос е свет и во својата божественост и човечка природа е извор на светост со која го осветува на неговиот народ црквата. Преку неговата смрт ние сме посветени и очистени пред Бог потполно, како никогаш да не сме сгрешиле пред Бог. А тоа подразбира дека неговата светост нам ни се припишува како секојаш да сме биле свети пред Бог и како такви ни овозможува влез во неговото царство, свето царство. Исус е представен во Библијата не само како спасител, туку и како судија. Тоа го вели Павле, Петар и сите апостоли. Господ Исус беше назначен од Бог да му суди на светот и да даде награда на оние кои веруваат во него. А од друга страна,
Тој лично рече дека не дојде да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. А сега, велиме дека тој е судија. Во што е разликата помеѓу едното и другото? Во следново. Кога тој дојде на овој свет, дојде со определена цел, а тоа е да го спаси светот од смрт и пекол. Сите што ќе поверуваат во него ќе бидат спасени. Но, тој станува судија, доколку не поверуваат таквите дека Исус умре на крстот и воскресна за оправдување на човечкиот род, доколку веруваат во него. И на таквите тој ќе им биде судија ако не веруваат. Исус е представен во Библијата и цар над царевите и господар над господарите. Тоа го вели Павле и Јован, например, во 1 Тимотеј 6 глава 15 стих. Или Откровение Јованово 19 глава 16 стих. Тој е цар над царевите. Исус има суверена власт над сите земни власти и управи, над сите цареви и владетели, и никој не може да го спречи да ги оствари неговите намери. Тој ги управува според неговата волја, зашто иако светот изгледа хаотичен во моментот барем, сепак царевите и управителите се под негова управа и владење. Исус е представен и како светлина на светот. Во Евангелието според Јован 8 глава 12 стих, Исус вели дека јас сум светлината на светот. Исус дојде во свет кој што е помрачен од гревот. Тоа е вечната светлина која го осветлува не само човечкиот род, туку и сите други созданија на небото и на земјата. Тој дојде како светлина, та секој што верува во него да не оди во темнина, а тоа значи да не оди во гревот и смртта, туку во животот и светлината. Тој може на секој помрачен во умот и срцето да му помогне и да ја отстрани темнината со која е опфатен. Библијата вели дека сите кои што не веруваат во Исус се во сенката на смртта и живеат во тотален мрак, изгубени и упропастени за секогаш. Исус е и принцот на мирот. Во Исаија 9 глава 6 стих тоа е уште однапред 700 години предскажано. Исус не дојде да донесе вели мир во светот, во смисла да нема никакви војни меѓу народите, туку мир меѓу Бог и човекот, кои беа одделени заради гревот. Тој умре на крстот со цел да ги помири грешниците со светиот Бог. Измирувањето што Бог го направи е чин преку кој го укинуваме непријателството со Бог. Зашто сите ние, како отпаднати од Бог, сме ја навредиле неговата светост и сме станале негови непријатели. Но, почитувани, со вера во Исус се стекнуваме со измирување, кое има вечни и позитивни последици. Исус е Божи син, Бог, Бог во тело. Тоа е запишено, например, само 2 стиха во Лука 1 глава 35 стих и Јован 1 глава 49 стих. Исус е единородниот од таткото. Во Јован 1 глава 14 стих Бог стана тело, човек. Овој израз Божи син се употребува 42 пати во Новиот Завет, така што со тој израз Божи син се потврдува неговата божественост, односно дека тој е Бог во тело. Но, не само тоа, Исус е и човечки син. Во Јован 5 глава 27 стих тоа го вели, и не само овој стих и многу други. Човечки син, што значи тоа? Со овој израз се потврдува човечката природа на Христос. Тој стана како нас. Таа природа која постои истовремено со неговата божественост. Затоа во проповедите и во теологијата постојано нагласуваме дека тој е и Бог и човек истовремено. Тоа значи следново. Исус не е мешавина 50% да биде човек, а 50% Бог. Тоа е многу важно да се знае дека тој си останува 100% едното и 100% другото, Бог и човек. Исус е вечниот збор. Во Јован 1 глава, 1 стих, 1 Јованово писмо, 5 глава и така натаму.
преку вечниот логос, а логос значи збор, зборот се создадоа, преку тој збор се создадоа сите нешта, видливи и невидливи творби. Тој збор според Јован, 1 глава, 14 стих, стана тело во личноста на Исус. Тоа значи дека кога Исус вели јас ви давам вечен живот, подразбира дека неговиот збор е веродостоен и навистина дава вечен живот. Тој збор, логос, е вистинит. Кој верува во неговите зборови, верува во вистината која произлегува од него. Да видиме сега Исусовата позиција во Светото Тројство. Библијата не вели дека Исус е Алфа и Омега. Откровение 1 глава 8 стих. Или 22 глава 13 стих од истото послание. Исус се прогласи себе си за почеток и крај на сите нешта. А Алфа и Омега значи почеток и крај. Првата и последната старогрчка буква или букви. Тоа подразбира дека се што гледаме, видливо и невидливо, се создадени од Исус и преку Него. И со тоа ни дава на знаење дека тој е вистинскиот вечен Бог. Кога тој вели дека е Алфа и Омега, значи дека тој се откри на човечкиот род ни помалку ни повеќе туку како Бог во тело. Исус е Емануил. Што значи тоа Емануил? Тоа буквално значи Бог е со нас, Бог со нас. И пророкот Исаија и Матеј потврдуваат дека Христос што ќе се роди во Витлеем ќе биде Бог, кој дојде на земјата во човечка форма и природа, за да живее меѓу својот народ. Неговата присутност беше телесно. Живееше околу 33 години, така се смета, на земјата, како Бог кој можеше да биде допрен од народот. Тој не е ништо друго освен голема љубов на Бог кон неговите созданија. Исус е оној Бог кој се откри во Стариот Завет со зборовите «Јас сум» или само зборот «Сум». Тоа е запишено во Јован 8 глава 58 стих или 2 Мојсеева книга 3 глава 14 стих. Кога Исус ја додели оваа титула «Јас сум», евреите се обидоа да го убијат, бидејќи според нивното сваќање тоа е богохулење. Тие во својата совест разбраа дека тој зборувајќи ги овие два збора «Јас сум», всушност алудира и се декларира како вечен Бог, непроменливиот Јахве во Стариот Завет. И така слободно можеме да кажеме дека секаде каде што во Стариот Завет се употребува зборот Господ, секоја се мисли дека тоа е Исус, а овој збор Јахве се употребува дури 6000 пати, па и повеќе од 6000 пати. Во Новиот Завет Исус е Господ на сите. Тој Јахве кој се откри на човечкиот род. Исус е суверен владетел на целиот свет и на сите творештва. Тој се откри како Господ или Господар на сите народи во светот, а особено на оние луѓе кои веруваат во Него и се Негови миленици и избраници. Тука спаѓаат и незнабожците, евреите и сите кои што веруваат во Исус. Неговото дело на земјата е почеток и завршеток на нашата вера. Тоа го вели Павле во Евреите 12 глава 2 стих. Спасението се постигнува само преку вера. А верата е Божји дар. Павле вели не е преку дела, туку преку вера. Основоположник и завршител на нашата вера, тој е Исус. Во суштина, тој ја одржува нашата вера, зашто ние од само себе тешко би се одржале доколку ја немаме неговата помош. Тој е извор и одржувач на нашата вера што не спасува. Потоа Исус ни се открие како лебот на животот. Во Евангелието според Јован, 6 глава, 35 стих, 48 стих и така натаму. Како што лебот го одржува животот во физичка смисла, така Исус е лебот што ни го дава и го одржува за да имаме вечен живот. Бог во Стариот Завет на својот народ му обезбеди мана во пустината, за да преживее 40 години. Исус како жив леб
кој што слезе од небото, ни дава вечен живот преку неговото тело, кое пострада на крстот за нас. Ако веруваш во него и јадеш од тој леп, ќе живееш вечно. Така вели Исус. Потоа Исус е младоженецот. Во Матеј 9 глава, 15 стих. Сликата за Христос како младоженец и црквата како негова невеста ни се открива посебен сооднос што го имаме со него. Ние сме поврзани еден со друг во заветот на неговата милост или благодат, што не може да се поништи. Тој завет е исто како кога младоженец и невеста склопуваат брак, дека тој брак ќе биде траен додека смртта не ги раздели. Прстенот символизира нивната вечна љубов. Ние со Христос сме поврзани преку заветот, ете, како што некои велат крштавањето што сме го направиле. Но, тој завет е преку неговата крв. Сите што сме крстени, сме дале завет дека му припаѓаме на нашиот младоженец Исус. Тој завет не е формален, бидејќи сите што се крштаваат во вода, се крштаваат како спасени, а не како неспасени. Или формално, без Светиот Дух. Сите што се крштаваат, тие се исполнети со Светиот Дух и се крстени со Светиот Дух, како нови личности. Исус е Спасителот, во Римјаните 11 глава, 26 стих. Како што на израелците им требаше Бог да ги избави од робството во Египет, така и Христос е нашиот Спасител од робството на гревот. Тоа укажува дека Исус е Спасителот на целиот свет, зашто неговата жртва не е само за некои одредени луѓе, туку за сите, но Исус ќе стане Спасител само на оние што ќе поверуваат во него, кои се наречени, возлюбени, осветени, избраници, повикани. Никој нема да се спаси без вера и покаяние. Не постои општа милост за некои луѓе што не слушнале за Исус, или не постои спасение по смртта со некои посебни привилегии на одредени луѓе кои што би се молеле за него. Од што не спасува Исус? Тој не спасува од смрт и вечен пекол. Во Библијата Исус е представен и како добар пастир. Во Евангелието според Јован 10 глава, таму се опишува Исус себе си како добар пастир. Добриот пастир доброволно го ризикува својот живот за да ги заштити своите овци од штетници и крволочници. Исус го положи својот живот за своите овци, за неговата црква и се грижи за нас со целосна посветеност. Понекогаш ни се чини дека неговата грижа не е доволна, но тоа е само наше мислење. Исус знае како да се грижи и на кој начин за нас. Потоа Исус е и нашиот првосвештеник, според зборовите на Павле во Евреите 2 глава 17 стих. Првосвештеникот во тоа време влегувал во храмот во најсветото место еднаш годишно, за да направи помирување за гревовите на народот. Господ Исус ја изврши оваа задача за својот народ, еднаш за секогаш, на крстот, на кога умре на крстот. Разликата е огромна. Еве, например, првосвештеникот влегувал со животинска крв, попрскувајќи ги светите предмети, така што тоа се повторувало секоја година. А Исус со својата сопствена крв направи помирување, еднаш за секогаш. Веќе немаме потреба од животински жртви или нешто друго. Исусовата жртва е доволна за нашето помирување со Бог. Исус е представен и како Божјо јагне. Божјиот закон во Стариот Завет бараше жртва, јагне без недостаток, за да се направи откуп за нашите гревови. Исус е представен во Новиот Завет како Божјо јагне, понизно и кротко, покажувајќи го своето трпение во страдањата и подготвеноста да умре за својот народ. Јован за Исус ќе рече: еве го Божјото јагне, кое го зеде гревот на светот. Исус е и нашиот посредник. Не постојат други посредници. Посредник е некој што посредува помеѓу две страни за да ги помири скараните.
Христос е единствениот посредник, кој што прави помирување на луѓето со Бог. Молењето на светци и светици е излишно и непотребно, и тоа е страшен грев, бидејќи се заобиколува оваа најважна улога на Христос, како единствен посредник. Ако се тргне Христос настрана, се тогаш се припишува улогата на посредници, на други личности, што немаат таква задача, ниту во Стариот, ниту во Новиот Завет. И Исус е нашата карпа на спасение. Тоа го вели Павле во 1 Коринтјаните, 10 глава, 4 стих. Како што во пустината потече вода од карпата, кога удри Мојсеј во состапот, така Исус во Новиот Завет е карпата, стената, од кого потече извор на жива вода, која што струи за вечен живот. Тоа е карпата на која ги градиме нашите домови и куќи, односно нашиот живот. Ниту една бура не може да ја сруши куќата која е изградена на темелот Исус. И Исус е воскресението и животот. Исус ќе ги воскресне нашите мртви тела, односно тој ќе ни даде ново тело, нераспадливо, вечно. Како што воскресна тој од мртвите со прославено тело, така и ние ќе бидеме со него прославени при воскресението од мртвите, кога ќе дојде денот. Нашиот греф е закопан со него. Кога тој умре, и ние умревме со него, но и воскреснавме, за да одиме во новиот живот создаден од Бог. И Исус е вистинската лоза. Вистинската лоза обезбедува се што е потребно на прачките, а тоа се верниците, за да го имаат плодот на духот. Исус вели дека без него не можеме ништо да направиме. Секој верник треба да биде прилепен за Исус за да дава плод. Верник без плод е невозможно. Исус е и патот, и вистината, и животот. Според зборовите негови во Јован 14 глава 6 стих. Исус е вистинскиот пат да стигнеме до Бог. Тоа е единствената вистина во светот и единствениот извор на вечен живот. Тој ги отелотворува сите три во едно, патот, вистината и животот, и му дава смисла на нашето постоење и она за кое сме создадени. Ние сме создадени за Бог, да живееме за Негова слава и да бидеме послушни на Неговиот збор, кој што е мевлем и спасение за нашите души. Да, Исус ги има сите овие титули врз себе. Исус е вечниот Бог кој дојде на овој свет со зборовите, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Амин.